Никогаш доста од тебе, живот цел за тебе. Успешен и реализиран во професионалниот и приватниот живот. Повеќе од 2 децении, успешна музичка кариера, многу хитови, а од неодамна и академска титула. Македонскиот пејач Ѓоко Танески пред своето име ја додаде и кратенката МР и официјално стана магистер. За магистерската теза, за туризмот и за родниот Охрид, но и за новата титула, зборуваме со Ѓоко Танески. Здраво, Ѓоко, честитки за новата титула, магистер по туристички маркетинг. Кажи ми, како е да се магистрира во оваа доба од животот? Одлично, морам да кажам. Беше малце тешко, значи, додуше не темата која работев, магистерската тема ми е позната и доста долго ја размислувам, така да испадна баш убава прилика да магистрирам на таа тема што ја сакам цел живот, уствари за која се работи за Охрид. Кажи ми тогаш за која тема магистрираше и колку се подготвуваше? Баш за туристичкиот маркетинг, односно значи историското наследство и манифестациите во улога на туризмот, значи во нашиот крај, во источниот крај. Дали тоа можеби значи дека од музика ќе преминеш во друга професија? Не, музиката ми е љубов најголема, така да никогаш нема да оставам, но едноставно сакам да се посветам малце на Охрид и регионот, затоа што мислам дека заслужува многу повеќе да биде виден и да го осетат туристите баш така како што треба да го осетат. Ако те прашуваме тебе, што е она кое што треба да го посетат и како ти планираш да го развиеш туризмот во Охрид? Како, мислам дека добро, окей, Охрид е развиен, туризмот сите знаеме колку и како, но јас не би се базирал на капачка сезона, едноставно би продавал историја, како што викам јас, затоа што има што да се види, има 7 дена во неделата, значи секој ден различно да се види, пошто нели по некоја традиција околу 7 дена трае некој одмор и посетување на град, да речем, или држава. Така да тоа би го сменал и некои други работи кои што ќе ги зачувам за себе да не ми ги украдат идеите. Може така? Секако дека може. Ајде тогаш од овој аспект сега како магистер, дали можеш во 30 секунди да ми направиш кратка реклама за Охрид, како ти би се нашол во улога на промотер на твојот роден град? Сега ме фативте од тесно, но ќе пробам. Значи, дојдете во Охрид затоа што имате што да видите. Покрај тие 365 цркви и покрај таа историја што има длабока и голема Охрид, има многу работи и други што да се видат, има параглайдерство, има селски туризам, има и многу работи што треба да се видат и треба да се осетат во Охрид. Кој е твоето омилено место од Охрид како роден град? Омилено место? Не, за мене општо Охрид ми е цел омилен и тоа претежно во зимскиот период, кога е малце сив и посебно ако има снег, тоаш ми е најубав. За чудо, значи другите сите го сакаат Охрид во лето, но едноставно јас го сакам преку цела година, но најомилен ми е зимскиот период.